Како што напоменав пред информативното издание, овде во студиото со нас е поранешниот претседател на ДИК, односно на Државната изборна комисија, господинот Александар Новаковски. Добро утро, добар ден, веќе можеби не Добро утро. Така, ги почитуваме сите мерки, така да на растојание од 2 метри. Господине Новаковски, ќе разговараме за она што значи подготовка за изборите во време на коронавирус, улогата на собранието и оваа техничка влада која што ќе признаете и вие не беше создадена за едни вакви одлуки, не беше создадена за една ваква ситуација, но што е тука мора да најдат адхок решенија. Вчера одекна како гром информацијата на уставните суди, односно соопштението дека не може да се намалат платите на судиите, тука вклучувајќи ги и пратениците, па се става под знак прашање улогата на пратениците, односно на самиот председател на собранието Талат Џафери, кој што неуморно го брани она право дека парламентот не може да се состане еднаш кога е распуштен, но ние имавме вонредна ситуација прогласена од председателот на државата, кој што подоцна побара поддршка од собранието. Каква е улогата на собранието, зошто е важно во моментов да го има? А го нема? Најпрво би сакал да кажам дека ако имаме во предвид на сочувањата со овој собраниски состав и доаѓањето повторно до една ситуација во кој се распушти пред да биде прогласена вонредна состојба, и сето тоа е легитимно одлука е на партиите, на пратениците би рекол, за само распуштање на парламентот. Но во ваква ситуација кога председателот на државата прогласи вонредна состојба, потоа ја продолжи уште 30 дена, една од клучните работи е да собранието работи, бидејќи владата во моментов техничка која е формирана исклучиво за спроведување на изборите, се доведе во една ситуација во која не зборуваме сега за виша сила, значи тоа да го имаме предвид, во правото се знае што значи виша сила и ние треба да постапуваме во такви околности. Владата сега, која е формирана за спроведување на изборите, во кој имаме и распишување на избори во овој време, па одлагање на изборите, техничката влада се доведе во ситуација да носи одлуки кои со право, мислам, дека има право да бара собранието како надлежен орган, законодавен орган, не сме парламентарна држава, да врши контрола во работата на оваа техничка влада. Значи, ако земиме кој има најголем легитимитет во моментов, тоа е собранието. Значи, ако имаме техничка влада за спроведување на изборите и знаеме како е создадена таа техничка влада, имавме и претходно случај, мислам дека собранието има право, согласно устав, согласно деловник, согласно закон за собрание, да се свика и да заседава. Особено што мандатот трае, траат и паричните средства кои што пратениците ги добиваат. Тоа значи дека нивниот мандат можеби во моментов е во мирување. Меѓутоа имаат право и веројатно според правните експерти треба да се вратат на прво, мојот став го имам јавно искажано пред да партиите излезат со своји ставови кои сега ги слушаме. Значи мора да имаме во предвид дека правото треба да се гледа пошироко. Не како што го гледа ево Уставниот суд вчера. Значи ние сме во една состојба во која сите сме засегнати. Ние и претходно имавме проблем со парламентарното работење. Ние знаеме како е конституирано парламентарен состав. Верифицирани се мандатите. Мандат имаат пратениците се уште. Мандатот трае до изборот на новите пратеници и верификација на мандатите, и да не заборавиме дека од 2002 година
парламентот е професионален и сите пратеници се професионално вработени во собранието без исклучок, што тоа не беше претходно. Ние во ниту еден акт, како што е Уставот, Деловникот, Законот, не стои дека со денот на распуштање на собранието се прекинува мандатот. Нема тука мировање, нема ништо. Проблемот зашто мислат дека го вратиле мандатот, тоа е став, тоа е мислење, треба да се разговара, но јас си го кажувам мојот став, како кажав пред сега, да ги слушам како се излетуваат политичките партии со своји ставови и мислам дека тие ставови се од дневно политички потреби. Каде го гледате оправдувањето и на господинот Џафери, и на ДУИ, на ВМРО ДПМН, особено ВМРО ДПМН е партија во опозиција на која што веројатно треба враќањето во парламентот да биде многу поважно за контрола на власта. Каде го гледате оправдувањето за овој пинг-понг, за тоа дали Уставот гарантира, возможува или не може да се вратат партии? Ево, едно прашање си го поставуваме. Мандатот трае до изборот на новите пратеници. Може да се продолжи само во одредени околности. Така. Така. Збориме, ако ова виша сила, ова пандемија трае, не сакаме, подолго, што ќе се случеше? Дали собранието ќе се состанеше да го продолжи мандатот на пратениците по истекот на мандатот кој е со 4 години? Значи, ние имаме ситуација распишување на избори, виша сила, законот е позната, имаме Устав, имаме Деловник, закон на собрание со кој се регулирани правата, пратениците уживаат уште имунитет. Така. Уживаат. Значи, ги користат сите права, одработен однос ги користат. Значи, во моментов, председателот на собрание, мислам, дека излезе со став, наверојатно, уште од самиот почеток, дека не може да го свика. И мислам дека од тој став тој не сака да отстапи, бидејќи можеби така го советувале во моментот кога се побарало од него да размисли за свикување на парламентот пред 2 месеци. Но сега имаме променети околности. Ние знаеме што значи променети околности. Техничка влада, се прошири рокот за пандемијата, се одложија избори. Изборите, комисијата изборна, ја ставија во ситуација да носи заклучок за мирување на действијата, а ден пред тоа ги потврдија листите. И не може никој да му убеди дека партиите немаат своји интереси и во оваа ситуација и калкулираат со датумот на избори. Какви избори сметате вие дека се потребни во моментот? Веднаш по завршувањето на, еве условно кажано, завршувањето на пандемијата, бидејќи не знаеме колку ќе трае, сразмерно со тоа и каква е улогата на самото собрание при одржување на изборите кои што не знаеме кога може да се случат, меѓутоа има некакви наговестувања. Видите вака. Значи, ако земеме дека техничката влада е плод на Пажинскиот договор, ако земеме дека сите се согласија партиите, ево ќе се вратам пак на партиите, но верувајте дека не е во ред ова што се случува. Затоа што техничката влада ќе се продолжи мандатот, носи уредби, кои уредби треба овој парламент да ги контролира, треба да ја потврди во редната состојба, овај состав ги донесе сите одлуки, овај состав донесе одлука за пролонгирање на изборите и сега, ако се создадат услови за избори, јас сум поборник да бидат брзи избори, бидејќи има заклучок комисијата, не може, ако донела заклучок за мирување изборни действија и превзела одредени действија и ги ставила во мирување, мирувањето значи дека сега не течат тие действија.
И тоа е законски. Така. Пример. Ја оставија Државната изборна комисија да носи некои одлуки кои мислам дека треба да размисли дали има право. Но добро. Тие одлуки и на техничката влада, и на Државната изборна Да, комисија, тоа утре сакам може да да кажам. произнесат нови правни дилеми, дали биле... Ќе произнесат. Значи, прво ќе Ке се произнесат... прекрши принципот, да. Ќе се прекрши принципот, затоа што, видите, државите од Европска Унија, кои имаат и помалку проблеми економски, кажуваат дека ние ќе имаме воена економија после ова. А ние имаме техничка влада која може да и се продолжи мандатот, а собранието како законодавен орган не може да се свика. Тука нема никаква правна логика. Значи, јас ви тврдам дека во прашање се сега, како би кажал, председателот на собрание кој не го признава, така, не го ословуваа со председател на собрание. Зборувате за страна на опозицијата. Да, сега наеднош ги оправдуваат неговите потези, значи го признаваат. Значи, во нашава држава сите, без разлика на опозиција, секогаш ги носат одлуките од дневно-политички потреби. Тоа е факт. А каде се граѓаните? Тоа е и одлуката на Уставен суд. Така. Колку луѓе се засегнати со оваа ситуација, тие најдоа современа мерка да се грижат веднаш. Да. Особено... Значи, би сакал да кажам дека техничката влада во моментов има помал легитимитет ако продолжи, бидејќи беше со одреден период до завршување на изборите и за одредени работи. Овие уредби кои ги носи се сосем легитимни, има право, но единствен кој во моментов по мене може тоа да го потврди е собранието и секако председател на државата. Ставовите на партиите се различни во поглед на тоа кога би требало да се свикаат избори. Главно заклучокот е нека помине кризата, здравјето на граѓаните е поважно, меѓутоа таа криза нема да помине. Барем нема да помине во наредниот месец-два. Како поранешен председател на Државната изборна комисија и вие никогаш не сте се соочиле со ваква ситуација во која што комисијата треба да работи надвор, односно вонредно од својата практика. Меѓутоа самиот рековте оставена на страна самата да се снаоѓа. Ако е така, кои би биле механизмите за дали собранието е пресудно за да се врати на маса датумот за избори? Бидејќи тоа собрание треба да ја возможи и потврди на ДИК некакви одлуки. Без разлика на тоа ДИК со какви капацитети располага во моментов, а и самите рековте дел од оние подготовки веќе се завршени. Па видите, кога и да се случат следните избори, така? Значи, неминовно ќе е собранието да се свика. Јас прашувам, затоа што тоа е на председателот на собрание за распишување на избори. Но ние имаме дека одлагање на изборите е одлука на собранието. Собранието не е председател на собрание. Собранието е сите пратеници. Во конкретниот случај, во оваа ситуација, пример, се створат услови за одржување на избори, кој ќе го одреди датумот на избори? На лидерска средба? Тоа ќе е легитимно? Не. Ќе мора собранието. А председателот на собранието ќе треба да донесе одлука за одржување на изборите, бидејќи тие Државната изборна комисија нема никакви овластувања да го одреди датумот на избори. Така. И затоа мислам нити во вонредни услови. Не требаше Државната изборна комисија беше мислам единствен орган во моментов, бидејќи беа распишани, собранието се распушти, но ги одложи изборите, без датум ги одложи, и секој момент кога треба да се одржат изборите и да се договорат лидерите, јас ви тврдам, тогаш ќе го прашам
кој е тој председател на собрание кој ќе го одреди датумот. Ќе каже дека лидерите се согласиле. Па зашто е парламентот? Тие се професионално, ви кажа, вработени, мандатот им трае. Друго е во други устави или закони во други држави, каде што стои дека со распуштање на парламентот престанува и мандатот. Кај нас не е тоа случај. Значи, ќе има проблем, затоа е добро да се надмине сега. Да се договорат, бидејќи само во собрание може да се донесат во моментов легитимни одлуки, бидејќи и да се створат услови за избори, те може да се одржат. Веројатно и оние правни експерти треба што побрзо да го донесат тоа правно мислење, да го достават до Талат Џафери, собранискиот спикер, бидејќи и така би биле разрешени повеќе дилеми и ќе се знае каде да се бара, да се лоцира. Ево, извините што ќе прекинам, но пример треба да се донесе автентично толкување. Кои се тие правни експерти, што нивната одлука ќе е полегитимна од одлуката на собранието? Велам советодавно. Ма тоа е друго, советодавно и сега ги советуваат. Па видите до каде стигнавме. Значи, збориме дека собранието ќе биде донесено во оваа ситуација која јас ја кажувам, и да се одлага, и да не се одлага рокот, а и да не се свикува, ќе се свика до изборот на новиот мандат собранието барем еднаш. Да. Или, извините, за автентично толкување. Автентично толкување во моментов е неопходно, автентично толкување по предлог на комисијата, законодавно-правната комисија, се дава до собранието. Значи, повторно собранието ви е. И комисијата да се свика, комисијата ако донесе автентично толкување, предлог дава до собранието. Собранието треба да го гласа. Така, клучна алка за функционирање на системот е собранието, не е само за техничката влада. Посебно кога имаме ситуација на техничка влада. Неминовно е. Капацитативно, ајде при крајот на разговорот да обрнеме внимание на Државната изборна комисија. Капацитативно, ако се зборува за тоа како ќе се одвиваат изборите, дали ќе се одржуваат митинзи или собери, бидејќи тоа се дел од аргументите на дел од политичките партии кои што не знаат сега во моментов и конкретно каков им е ставот за изборите. Што е оно што ДИК, според вашето искуство, може да го направи за тоа да се одвива непречено, за пораката на партиите да достигне до граѓаните? Еве, видеоконференциските обраќања се една од тие алки, меѓутоа веројатно не им се доволни. Што е оно што ДИК како капацитет го има и може да го сработи за да се одржат непречени изборите? ДИК ги има сите капацитети кои во последните години и околу човечки капацитети се, да не ви ја кажам бројката на вработени, тоа е фрапантна за една државна изборна комисија со 2 милиони жители, така да во конкретно професионално се вработени, комплетно работат и во предизборен и во изборен период. Значи, тие изјавуваат дека се спремни, но историјата се повторува. Списокот не е добар. Па кој требаше да го направи списокот? Сега изјавуваат дека ни требаат 50 дена, списокот не е добар. Не е точно. Не е точно. Ако не е добар, тоа е единствена вина нивна. Надлежност се на Државната изборна комисија веќе 10 години избирачкиот список. Избирачкиот список за него, барем челниците на ДИК и сегашниот, актуелниот и претходните секогаш велат дека аномалии во избирачкиот список секогаш ќе има, меѓутоа дека донесене до некакво оптимално ниво. Сакам да ве потсетам дека тоа сега повторно се алудира на избирачкиот список да некому одговара или не одговара изборите. Значи, изборите, Државната изборна комисија може да ги спроведи во секој момент и да продолжи со изборни действија и брзи избори, и ако е после одморите летни, но пандемијата, како што кажуваат, ќе има и следен чекор, ќе дојдеме да истече мандатот на пратениците по сила на законот 4 години, така, повторно ќе дојдеме во ситуација да тогаш одлука треба за да продолжи мандатот, ако ситуацијата остане. Значи, собирите и јас мислам да се одржат изборите и во редовен термин, но тука се доведува прашање техничката влада, како техничката влада функционира, а изборите ќе бидат во редовен термин.
Значи да не се отварат прашањето. Прашањата треба да се затвараат. Затоа парламентот треба да се свика и се ова ќе се заврши. Во смисол, има лидерска средба повикано, ќе се договорат и за датумот, собранието ќе си го одреди, партиите нека се договорат. А не сите да се вадиме сега на пандемијата. Во ред. Но еден ден мора да има избори. Така. Мора. Или мора да им се продолжи мандат од новие. Но владата техничка, аз не знам дали ќе има повеќе легитимитет. Јас така мислам. Господин Новаковски, клучно е кога се разговара за прашањето со изборите со партиите и со пратениците да се напомене дека финансиските средства и како играат улога барем кога е во прашање нивната активност и на партиите и на пратениците, дека тие се уште активни. И Државната изборна комисија во тој поглед нели располага со оние финансиски средства кои што треба да им бидат определени на партиите сразмерно со тоа колку пратеници имаат освоено. Тука и улогата на медиумите кои што исто треба да бидат подпомогнати од тој маркетинг дел на партиите. Во тој поглед ве прашувам тогаш каква е парадоксалноста на тоа што од финансиските средства се откажаа само една или две партии, ако не се лажам, за изборите, што значи и тие се активни пари. И тие пари се во дик. Да, значи, ви кажувам, ставени се во мирување. Но никој не се откажува и тоа е нивно право. Значи, тие не можеме ние да им кажеме дали ќе се откажат. Во оваа ситуација, кога сите се солидарни, може би треба да размислат на тој потек. Но, во секој случај, законот е тој во важност, со уредба со законска сила не е променет. Знаете, сега, која е та техничка влада која би донела уредба со законска сила во тој дел? Тоа ќе биде револуција. Затоа не носат ништо во однос на тоа, а партиите сами тука носат стуката. Тука не може ништо да се направи. Но ќе повторам, значи, ако веќе имаат пари и не се откажуваат, мој излез од целава ситуација, кога ако имаме извештај од комисијата дека ситуацијата се смирува, треба да продолжат изборните действија, но секако парламентот да биде свикан и да се одреди датумот на новите избори. Овде се потребни брзи избори, не брзи можда се и септември, но потребни се избори. Затоа што ево би рекол, ке нема групно гласање ако ние одиме со растојанието кое е одредено, така. Те избори ќе бидат Безпрекорно чисти. Да. Ви благодарам што одвоивте време за гостување во утрински брифинг. Се надевам дека разрешивме неколку дилеми или упативме неколку пораки до оние кои што во моментов ги имаат одлучувачките позиции. Почитувани Александар Новаковски, поранешен претседател на Државната изборна комисија, човек кој што долго време го знае спроведувањето на она што значи избори. Накратко да сумираме, она што се ставовите на господинот Новаковски, тоа е свикување на собранието како една клучна алка не само за спроведување на изборите, туку и за контрола на актуелната власт, како и механизам кој што треба да ги потврди оние одлуки на Државната изборна комисија.